Време е за рубриката Скопски агол со колешката Елизабета Спасеновска. Елизабета, добро утро, повели. Утро, како што кажа, денеска се јавуваме од еден многу фреквентен Скопски булевар, се наоѓаме во населбата Аеродром и ова место го избравме за разговор со мојот денешен соговорник Владимир Лазаров, секретар во Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Интересна тема имаме денеска за разговор, а тоа е кампањата Стави појас, која што Републичкиот совет веќе подолго време ја презентира во јавност. Меѓутоа оваа кампања ќе продолжи да биде активна и во наредните 2 месеца. Она што е интересно да се спомене е дека секаде во Европа и во светот е нормално користењето заштитен појас, меѓутоа кај нас во Македонија се уште е потребна кампања за да се подигне свеста кај возачите, меѓутоа и патниците во автомобилот. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи и ви благодарам што одвоите време да кажеме неколку збора за безбедност во сообраќајот. Како што кажав и во најавата, се уште е потребна кај нас во Македонија подигнување на свеста преку вакви кампањи. Може ли за почеток да започнеме со тоа колку македонските шофери користат заштитни појаси? Така, значи во теќе кампањата Стави појас и таа е продолжение на 2 кампањи кои ги имавме од почетокот на годината, а таа беше новогодишната кампања и кампањата за зимски услови. И се надоврзуваат една со друга и сметнавме дека е многу битно да се продолжи со оваа кампања Стави појас, бидејќи, знаете, нашите луѓе се уште такви, не сакаат многу да користат појаси, но ние направивме едни споредувања каква е ситуацијата кај нас со носење на појаси и Европската унија. Јас ќе ги кажам сега, значи, податоците не се баш добри, околу 30% само возачи користат појаси, што е катастрофална бројка за разлика од Европската унија, каде имаме 90% наставање појаси на предните седишта и околу 70-80% на задните седишта. Значи да достигнеме таа бројка потребна ни е една добра кампања, затоа и продолживме и се надеваме дека ќе допреме до сите возачи да продолжат да ги стават појасите. Споминавте и појасите на задните седишта. Имате ли информации дали кај нас се употребуваат заштитни појаси на задните седишта? Така е. Статистиката покажува дека што се однесува до задните седишта, ситуацијата е уште полоша. Имаме околу 1% ставање на заштитни појаси, а тоа не е согласно законот. Законот предвидува како на предните седишта, така и на задните седишта да се ставаат заштитни појаси, посебно за децата, значи. За седишта, да, ќе ги спомнеме седиштата, многу се битни да ги учиме од мали нозе децата да ги користат појасите. До која возраст е задолжителна употреба на детско седиште во автомобил и што потоа, откако ќе заврши задолжителното користење на детско седиште во автомобил? Така, значи за сите деца до 5 години е задолжително користење на седишта, врзани со сигурносен појас. Од кога ќе наполнат 5 години, значи тие мора да останат до 12 години да бидат на задните седишта. Никако родителите, значи, не смеат да ги стават децата на предните седишта и тоа е казнено со законот. Имате ли никаква информација или пак можеби статистика дали на подолги релации се прават најчесто сообраќајни несреќи или на пократки? Ова го прашувам затоа што многу често и од мојата комуникација со пријатели знаат да кажат: добро, не мора да ставам појас, одам блиску тука на 200-500 метри 1 километар. Така, статистиката, значи, покажува дека токму во градовите помалку се користат појаси, кога возачите одат на подолги дестинации, тогаш ги ставаат појасите. А напротив, несреќите се случуваат баш на тие пократки релации. И апелирам, значи, до сите возачи, без разлика дали одат на 2, 3, 5 километри, многу кратко да ги стават своите појаси, ќе ги заштитат своите животи и животите на нивните сопатници. И сега оно што ги интересира, верувам, гледачите, имате ли потврда дека навистина користењето појаси може да барем да го ублажи ударот од сообраќајната несреќа, односно каква е статистиката од жртви во сообраќајни несреќи поради неносење на заштитен појас? Така, статистиката е многу конкретна, значи ризикот да се загине во сообраќајна несреќа е 10 пати поголем отколку ако не го ставите сигурносниот појас. Ова е навистина значителен процент кој што би требало да допре до нашите гледачи и малку да им ја зголеми свеста за носење појаси. Така, затоа
почнахме оваа кампања и мене ми е многу битно што е поддржана од многу спортски работници, спортски клубови, како што се клубот Вардар, ракометниот клуб, Еврофарм Пелистер, тие заедно со нас излегува на улиците, нивните играчи, делевме едукативни материјали, делевме слободни карти за влез за оние возачи кои носеа сигурносни појаси. И ќе продолжиме со оваа кампања, зашто сметаме дека е многу важна. Многу луѓе завршуваат, да не кажам, трагично поради тоа. Меѓутоа цело време ги споменуваме возачите, а многу малку ги споменуваме совозачите, односно сопатниците. Каква е статистиката за користење појас на предното седиште на совозачкото место? И покрај тоа што еве јас би споменала дека обврзани сме со закон да носиме појаси и следуваат и законски казни, дури и законски поени, сега сепак тоа не нас стимулира како учесници во сообраќајот да се придржуваме до правилата. Користат ли заштитен појас совозачите? Процентот на користење на сигурносни појаси кај совозачите уште помал од возачите. А казните, ги спомнавте, се скоро исти и за возачот и за совозачот. За возачите е 40 евра, за совозачите е 50 евра. Со тоа што возачот има плюс казнени поени, му се припишува доколку не носи сигурносен појас. И тоа треба да се промени. А јас ви благодарам за утринава, односно за вклучувањето во утрински брифинг и навистина се надевам дека и ние дадовме еден свој придонес во подигнување на свеста за користење на заштитни појаси. Ви благодарам вас, секој придонес е добре дојден. Ние се одјавуваме од скопските улици, како што кажав, а во продолжение на утрински брифинг следува општествена сцена со колишката Александра Буевска.